Жителите на населбата Трнодол на градоначалникот Богоев му порачаа дека не сакаат ниту мост, ниту зеленило и бараат да не го носи за нив скандалозниот дуб со кој на влезот на Трнодол преку заштитниот канал се предвидува изградба на обиколница со која ќе се затвори влезот на населбата. Не веруваат ниту во тврдењата на општинските власти дека во подножјето на каналот ќе има зелен појас. Се сомневаат дека ќе бидат изманипулирани и дека оваа парцела ќе се пренамени и тука ќе никне зграда. Тоа се овие овдек позади Мак Петро, нови маркеси, нови згради. Сега постојат на Кубус уште една зграда и уште 5 згради се предвидуваат. Видите, ние сакаме со градоначалникот да најдеме заеднички јазик. Ние кога го биравме, ја гласав за Богоев. Кога го биравме, ние биравме за да се престанат сите претходни малверзации и манипулации на претходниот градоначалник, а не да се продолжат дури и полоши решени да се нудат. Овдека со овој предлог се бранат и се обидуваат да се реализираат интересите на поединци, односно на градежната мафија. Вела дека нивниот револт е поголем затоа што почвата во подножјето на водно Трнодол и Жданец е потенцијално нестабилна и може да предизвика ерозија, лизгање на земјиштето и поплави. Затоа бараат запирање на носење на планот и градење на оваа место, кое представува опасност по безбедноста на нивните животи. Структурата на земјиштето во длабочина од 1,6 до 10 метри е од ерозивни наноси со исклучително слаби јакосни карактеристики, особено при контакт со вода. 2016 година во Стајковци ни се случи водена бомба. Ништо не е исклучено да нас ни се случи повторно само на оваа територија. Во тој случај населбата Трнодол ќе биде едно големо клизиште, кое што целото не знам какви би биле последици. Градоначалникот на општина Карпош не сакаше да даде изјава пред камерата на Еденон. Од неговиот кабинетник кажаа дека има снимена изјава со камерата на општина Карпош за сите медиуми. Доколку сме имале дополнителни прашања да се обратиме со писмо до PR службите. Со регулацискиот план на град Скопје уште одамна е предвиден мост кој што треба да го спојува патот за Трнодол и патот за Жданец. Па така ние како општина мораме тој регулациски план да го превземеме во нашиот детален урбанистички план. Но, како и да е, во секој случај, со предложениот детален урбанистички план, овој патот за Трнодол, останува и понатаму истиот. Од тука, ниту каналот ќе се затвори, ниту на ова место ќе се гради зграда, ниту патот за Трнодол ќе се затвори. За новиот дуб има јавна анкета која се спроведува до 20 август, а за неа жителите биле известени преку излепени соопштенија низ населбата. Според нив начинот на кој се носи дупот, особено среде лето, остава простор за сомнеш дека планот сакаат да се донесе на брзина и без мислење од граѓаните.